До недоглед продолжената манипулација на власта со работниците кои заминаа како технолошки вишок од загубарот Еврокомпозит, денеска овие луѓе повторно ги изваде на протест. Тие, освен што подсетија на нивните досегашни неисполнети барања по однос на заостанатите плати и неисплатените придонеси од премнини, овој пат побараа по допрен глас антикорупцијската комисија да се позанимавала со тоа со каква цел 35.000 евра од компанијата завршиле на известни сметки во Гана, а биле позајмени и уште 80.000 други за истата цел. Директорот Владко Граровски најави дека има склучено договор за индустријски шлемови со Гана, па таму требало некои даноци во Гана да наводно да плата, за да може да легнеле парите па да ни сплателе од премнина. Но јас мислам дека влада работи на принципо како бојачи не мижи, јас сам да ти бам. Ниветија 3 месеци Анџушев купец, 6 месеци, па сега има купци, 1, 2, 3 купци, па кој ќе дај повеќе пари, него ќе му ја продајме фирмата, па сега да помина изборите, сега да помини метлата, изгледа ништо нема да види. Изгледа ова се најави за наредните избори веќавање, колку што сеќам. Ова сето лага. 35 од фирмата и 80 директорот позајмил од некои си таму адвокати за да плата некој данок на договор, некој склучен договор, данок требало да се плати. Како е тоа? Тие знаат се, некои нови правила се изгледат. Барата се испитува? Па да се испита и тоа и сето. Премиеро кога бевме тука во општина, рекол за овие ако дај пари, динар пари од фабриката дека ќе одговари, ќе оди затвор. Абе кој ќе оди затвор? Ќе оди сиромаја овде нашо ќе не слика од полиција, може некој да ни се заканува после. Се повеќе сомневајќи се дека владата воопшто имала некаква намера конечно да го реши нивниот децениски проблем, тие најавија дека од понеделник е започнат штрајк со глад пред владата.